Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска нема нешто многу да должам по однос на најавите, освен тоа дека зборуваме за две работи кои што се однесуваат на исто нешто, а тоа е новинарството и медиумите. Впрочем, и 24-та бомба на Сдружената опозиција и на лидерот на опозицијата Зоран Заев се однесуваше токму за притисоците врз медиумите, за превирањата кои што се организирале од страна наводно на оние кои што се дел од владиниот врв, но исто така и на дел од уредници и собственици на телевизиски куќи. Дополнително на сето тоа, во иста тема, во исти наслов, ја поставуваме и заканата која што синоќа беше испратена до колегата Боријан Јовановски со испраќањето погребен венец на неговата домашна адреса на кој што венец пишуваше последен поздрав, подпишано од извесен Тодор Александров. Дополнително има и други работи кои што ќе ги споменеме во текот на емисијата, но прво ќе одиме со колешката Галена Николовска, која што известуваше токму од презентирањето на 24-та бомба, која што се однесува на вкупно, па ќе ви кажам, 30 разговори по однос на последните транскрипти. Директна контрола на власта врз државната телевизија, односно јавниот сервис, но и врз делот приватните медиуми е темата на денешната пресконференција овде во седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. Како дел од 24-та бомба, денеска опозицијскиот Зоран Заев објави телефонски разговори кои, како што вели тој, докажуваат зошто македонската радиотелевизија досега не известува не само за пресконференциите на СДСМ и овие телефонски разговори кои се дел од проектот Вистината за Македонија, туку и за многу други важни настани кои што не биле во корист на власта. Тој спомена и дека со овие разговори се докажува и поврзаноста на собствениците и главните и одговорни уредници во дел од приватните медиуми со првите луѓе на власта, со премиерот Груевски, но и со шефот на кабинетот Мартин Протугер и дел од министрите Гордана Јанкуловска, Милејана Киевски, кои што со овие собственици и газди на медиуми договарале тендери и ги користеле за своји приватни цели, наместо да известуваат објективно и професионално како што треба да известуваат медиумите. Доколку се подготвени дел од материјалите објавени на пресконференцијата на СДСМ, предлагам да ги проследиме. Кадровските со кога требаше да зборам сега? Само секунда, да. Тебе ја имам нешто бележи. Да, јас си го имам тефтерот од масе кај мене. Прецизно утврдено, само да утврда. Значи, ај вака од почеток, како што ги имавме запишувано за дописнициве, за Вашингтон и Атина, нели рековте уште еднаш ке зборите со Марина Христова за Атина, евентуално Антонио Спасев и Борче Стамов. Ова за огласот за МТВ. Добро. Ја мислам да го поништиме, зашто се полунормални луѓето што се вако. И ние се ако сакаме да јакнеме МТВ, а не семе луѓе, прени што ќе ги видиме, ќе знаеме кои се ќе... Ама у тој случај ние треба да расчистиме сами со себе, или ќе пуштаме од комитети предлози, или ќе јакнеме капацитет. Најчесто не одат заедно тие две работи. И ќе јакнеме капацитет и ќе пуштаме од комитети. Вие се од комитети? Некој АМЧ тамо, некој вакви, знаеш, некој не анонимусишен. Ако е за вработување, тоа никаме, да е уводово ќе ги вработува. Не може новинари да видат. Јас генерално мислам дека ние курсот малку треба да го смениме. Да. Значи, не само за ова се МТВ е на дневен ред. Да. Ние ги преполнивме институциите, со неспособни луѓе. Со луѓе што не се за таму. Да, токму овие разговори според опозицијскиот лидер Заев потврдуваат дека македонската радиотелевизија е претворена во штаб на Никола Груевски, а докажуваат и колку се подготвени газдите, односно собствениците на дел од медиумите да ја подвиткаат, како што вели кичмата, да се свиткаат за сопствени интереси, само за да се додворат на власта, на премиерот Груевски.
Така, значи тоа е она што можеше да се сподели, што колешката Галена впрочем го известуваше во претходните изданија на вестите на 24 вести телевизија од објавувањето на 24-та бомба на опозицијата. Значи сето тоа го вклопуваме заедно во една тема долу која што ви е напишана. Последен поздрав и бомба 24. Погребен венец за слободата на говорот или за цензурата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Господин Јаневски, денеска во Битола морам да ви пренесам, добивте премногу позитивни квалификации вие како личност. Благодарам. Некаде во центарот на градот многу ви свалија за принципијалноста конкретно и за објективноста на водење на емисијата. И јас се сложив со присутните, околу 2-30 души бевме собрани и тема бев вие. А околу сегашнава тема, верувајте, дегутантно ми е, не можам се да коментирам. Така. И ви благодарам. Добро, јас ви благодарам за јавувањето и за пренесените споменијата од вчерашната емисија. Поздрав до Битола. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас сум баш стален гледач и коментатор. Ме знаете по гласот. Вашиот глас никогаш не би можел да го заборавам. Да. Меѓутоа, немам сила, немам снага, немам човештво. Првиот дел од темата да ги коментирам. Тоа се под секаква човечка критика. А цензурата во медиумите, тоа е нормално. Тоа го знаеме сите. И многу од приватниве, не реков вашат, реков многу така, добро. од приватниве телевизии и радија, дека тие криват кичми пред владата, пред владеачката структура, за да можат да успеат да се одржат со каква квалитет, тоа е веќе го оставам на народот сам да се оцени. Добро. Затоа народот гледа тоа што вреди да се гледа. Доволно беше, благодарам. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Како реакција на она што синоќа се случи во домот на Боријан Јовановски, новинарот, денеска новинарскиот пленум во организација Нивна со поддршка на други новинари, граѓански активисти и граѓани пред владата на Република Македонија во 12 часот напладне. Не истиот венец, но венец кој што е ист како тој кој што беше запленет вчера од кримтехниката, беше доставен и фрлен во дворот на владата на Република Македонија, барајки од страна на новинарите кои беа присутни да се разреши целата ситуација и да се овозможи стабилна работа на новинарите во оваа држава, бидејќи сметаат дека токму владата е таа која што дозволила вакви нешто да се случуваат. Дополнително и колегата Зоран Бојаровски, новинарот, се огласи со тоа дека му биле испраќани закани по живот по однос на конкретна колумна на неговиот Facebook профил во Поштенското сандаче. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овака јас искрено да кажам дека сум за демократско изјаснување на било кој во Македонија, исто и си го бранам моето демократско изјаснување, иако да сум бил многу пати прекинуват. Добро. Или па барале некој да ми се забрани да искажам мој македонски став. Јас никогаш не сум искажал мој став дека на тие и тие кои плукат по Македонија да им се забрани разборуваат во емисија, но тоа е тоа демократска. Добро. Сега да кажам, значи чудно ми е пред да кажам дека вчера дека не се јавив, интересно ми реков вчера, значи направивте пауза од овие бомби, па тука ви се придружија со бомби и закани овие од УЧК. Па терајте со овие бомби вака, само бомба и нека му влези во главата и на дечки. Имате нешто да кажете за денешната тема? Да, имам, да. Па ајде кажете. Само велам дека... Не, нема само велам. Ако имате да кажете, кажете. Па ќе кажам, да, значи... Па ајде. Би сакал да кажам дека ми пречи дволичноста, кога некои новинари или кога млад човек од Унија на млади сили на ВМРО е киднапиран и претепан, добро. Претепан буквално, се голема провокација, тогаш за вас тоа не е интересно. Добро. А сега ова нешто голема трагедија се прави. Јас овој случај, значи, на носење венец го осудувам, значи од кој да е, не е во ред така да се носи. Добро. Но исто осудувам кога, значи, од СДС членови пишува
заканувачки надписи на домовите или пред влезот на станот на тие нивни нели сопартијци за кои гласале на избори, а тие значи демократски си избраа да влезат во парламентот, таа плата која ја земаа да ја заслужат. Добро. А па тие значи некои таму им се закануваа, тоа не беше се за вас интересно како тема да се постави. Исто би кажал дека овие новинари нели кои се проопозиционерски, кои значи ја линчуваат Македонија, ја плукаат и на Ал Джазира било каде, а зашто земаат дебели пари од Сорос, би сакал да им апелирам дека како што сега тие се бранат дека имале право на слободно изразување, така исто и наша Македонија, и ние како македонци имаме право да се браниме наша Македонија и се македонско до оние кои се платеници на странски некои мојкници, заговарачи на црни. Ви благодарам за јавувањето, веќе одзедовте доволно време од останатите гледачи. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав од Струве и од Љупчо Пинто. Поздрав до вас, Љупчо, повелете. Ме слушнавте, предпоставувам вчера. Слушам, многу убаво слушам. Добро. И слушам многу одамна наназад, да речам, но неќу да коментирам. Добро, ајде. Меѓутоа, драго ми е да кажам, што се јавувам веднаш после мојот пријател од Прилеп, кој навистина ја претерува и то дебело ја претерува, туку неќе. Добро. Него проблем е. Не е мој. Разбира се. Так, повелете. Е сега. Кога имаме последен поздрав и бомба 24. Добро. Последниот поздрав е за осуда и то од секој нормален човек. Од секој нормален човек во ова Република Македонија. Посебно подпишан од некаков си Тодор Александров. Човек кој бил и во времето на ВМРО обесен на цицката од бугарскиот цар Борис. Так. Сега, ако таквите треби да и денеска да владе во Македонија, од Македонија не знам што треби да остане. Што се однесува до бомбата 24. Добро. Многу јасно кажува бомбата 24 дека еден добар дел, да не речам најголемиот дел, што е за жалење, посебно од Македонската радиотелевизија, која е национален сервис и која сите ја плаќаме. Добро. Да, се однесува така во однос на јавното мислење. Добро. Значи, да пласираат вести, да пласираат емисии кои апсолутно се во интерес само на владеачката партија. Добро. ЗПМН тоа не треба да се дозволи. Добро. И треба да биде последно што може да се случи во оваа држава во наредниот период. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сакаме да кажеме нешто по однос на бомбите. Ајде, повелете. Што предлагаме на господинот Заев, делот што се однесува од бомбите на албанскиот блок, добро, да ги сподели разговорите и да го објават албанците, што во интерес нивни. Так. Нема потреба Заев да ги објавува тие бомби кои се однесуваат на криминалот, на договорот на ДУИ со ВМРО, туку да се ги објават тие работи нивните опозициони партии на албанците. А по однос, бидејќи гледаме деновиве, се кажува дека повторно биле истите луѓе вклучени во ваквиве сега терористички акции. Добро, како е тоа поврзано со денешната тема? Не е поврзано. Епа, немојте да зборувате тогаш ако не е поврзано. Не е поврзано само еден момент. Не може момент, бидејќи на другите не им дозволува момент. Повелете за денешната тема. Па мислам дека е поврзано со бомбите, бидејќи беше кажано дека иницијатори биле токму истите луѓе од 2001. Ајде тогаш беа тие луѓе кои се сега во притвор, тие беа тогаш на слобода. Меѓутоа се чудам како од притвор тие успеа
да создадат немири, односно терористички акции во Република Македонија. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Ви реков веќе, значи денеска зборуваме за сосема друга тема која што не е поврзана со она вчерашната која што ја разговаравме. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. За двете теми би кажала една иста работа. Ајде. Значи, многу сум испровоцирана, ете, од така. Добро. Некои нехумани гледачи. Мислам дека овде не се работи нити за СДСМ, нити за ВМРО, нити за партија, нити за... Овде само се работи за луди и малку паметни. Ништо повеќе, значи толку е здрав разум. Подобро, нека не се јавуваат, значи не страмат. Срамни е што живееме со такви луѓе. Так. Нека слушнат јасно, гласно и убаво. Монструозни изјави, најголема нечовечност. Што е ова што ни се дешава во државава? Значи не може да ги изговора некои работи што стварно се крајно монструозни. Толку би имала да кажам, значи од мене стварно нема многу збори за ова, само здрав разум, малку и толку. Така, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав, Огне од Николче. Поздрав и до вас, Николче, повелете. И до господинот Лјупче од Струга, и до сите оние кои се честни граѓани на оваа држава и кои мислат стварно доброто на целиот македонски народ без разлика од која националност припаѓа. Добро. Треба сите да сватиме оваа 24-та бомба конечно која им се врати на тие. Треба да сватат дека народот одлучува. После сето ова што се деси во државава, страв, заплашување, бомби, венци, треба да им биде јасно дека оваа власт ќе си замине сакала или не сакала. По секоја цена, граѓаните ќе и пресудат, како што кажа, од сите националности ќе се соберат, ќе се сплотат сите партии и нема да им дозволат на оние медиуми кои ги слушавме, да се врши терор на граѓани кои слушавме, да се фрлат во канали, да се запалат кафани, да се уништат фамилии, значи само тие да владеат, да им биде јасно дека и свесни да бидат дека нема македонскиот народ да дозволи. Сите ние овде живееме братски, ќе живееме и ви гарантирам дека ниту тоа што се деси на граница према Косово, ниту било кој нивни работи имат планови да им успеат да направат разор поради да ускријат криминалот кој е направен во оваа држава и сето омалужување на целиот македонски народ кој ја сака држава. Значи, конечно, можам да и поздравам и да им кажам да си заминат со време и затворите ќе се полнат, нека бидат свести како што бевме ние заплашувани, истото тие ќе го трпат и од сите нас честно, поштено по закон. Поздрав и се најубаво. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. До сега, бидејќи ми беше спуштена главата во суштина повеќето, иако ве слушав, значи станува збор за тоа дека пресметував кој од вклучените гласови наводно на високи функционери, како владини, така и бизнисменски и телевизиски, ги има најмногу. Впрочем, наводно гласот на Мартин Протогер го има 14 пати во вкупно 30 снимки од 24-та бомба, со најмногу јавување 14 тој. Потоа второто место го делат Емил Стојменов и Драган Павлович Латас со по 13 аудио снимки и третото место оди кај Горан Ивановски со 10 снимки. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака се. Ајде. Да кажеме ние дека кај нас не е кој што треба сјајно со овие бомби, ја не се слагам. Добро. Јас сум од една постара генерација со бомби. Јас сакам да биде парламентот добар и кој што треба и у државата да биде убаво, секако што треба и вработување и се да има да тече кој што треба. А што е ова бомби, не одат у парламентот, се бунат евамо 300 работи се јавуваат неправилни, не чини тоа. Добро. Ние треба државичка мала да се ја цениме и да се ја чуваме. И гледаш, полека нас не гледаат вака и острана дури бомби ки ни фрлат вистински. Не оди тоа така. Ние треба да се сплотиме. Ако му речат еве сега на заев, натија државата.
ќе направи онко што треба, мети и шекер да течи. Еве, ако не бива ништо, не е тоа. Еве, ќе гласат, па ќе добие ВМРО. И што ќе прават после? Вистински бомби ќе фрлат. Не оди тоа така. Парламент си е парламент. Треба да се согласат и тамо нека си навоѓаат грешките во расправи во се, а не бомби ќе фрламе, сакаме зорлем да власт да земаме, не чини така. Добро. Останано па ќе почнат бомби да не фрлат, вистински. Пријатно, толку. Пријатно и до вас. Денешната тема, значи, не е општа тема, туку станува збор за притисоците врз медиумите кои што се вршат и за тоа како владата наводно, гласови и високи владени функционери ги решавале уредувачките политики во главните телевизии во Република Македонија, особено во националниот сервис, вршеле кадровски вработувања. Дополнително на тоа, бидејќи станува збор за медиуми и за притисоци, ја надоврзуваме и случката од синоќа, каде што на колегата Боријан Јовановски му беше испратен погребен венец со подпис "Последен поздрав" од извесен Тодор Александров. Дополнително и новинарот Зоран Бојаровски сабајлево се огласи дека му биле испратени закани по живот на неговата Facebook страница, на неговиот Facebook профил. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Сега вака ми спровоцира предходников и другарчето од Прилеп околу патриотизмот. Добре. Па би сакал како некако така големи патриоти да ги прашаат Антонио Милошевски и овојот Велес Пратеников со чие знаме се сликале таму и чие знаме величеле. Пошто се македонци, живеат од мојата плата, уни се пратеници у парламентот, ама таму се сликале негде со некое знаме. Па нека го прашаат каков е тој патриотизам. Едно зборат у парламентот, а ваму ни светот кружат други слики. Тоа е околу патриотизмот. Добро. А што се однесе ова со врска со последниот поздрав, сега се знае јасно очива кој не е, тука нема што да се филозофира многу и да се каже, меѓутоа треба ете институциите сега официјално, ако се институции, да си го кажат последниот збор, бидејќи сепак се знае дека кујната е таја, а во врска со бомбите не треба ништо да не чуди, затоа што секој си ја спасува живата глава, па ако треба и ќе се напупат, бидејќи излетот што го направи Стојменов со коалицирањето со СДС, знаеше дека ако дојде ВМРО на власт, капо ќе го плати, па така да сега мора да се одработува, и наravno цело време што го тврдам, никој не го гледа интересот на граѓаните, си го гледаат својот личен интерес, па и тој денеска го видам и од овие бомбиви од комуникациите на новинарите и газдите, секој си го гледа своето чекмеџе, меѓутоа сите се прават патриоти. Значи, треба да паднат маските официјално, а јавниот обвинител денес има добар повод по примен глас, бидејќи има аргументи, документи, се спомна имење фирмиња, треба само да испита дали е точно тоа што се случило со тоа совет од страна на УЈП за ликвидација на таа фирмата и ете го рачистување просто едноставно како ќе се рачисти тоа должничко доверително однос таму од колку пари или како пари, или тој затајување на данок од 400.000 евра. Значи, сето тоа е како функционира во државата, кога сте голем, а како може да функционирате кога сте мал. Значи, ништо да не чуди, сепак може ќе видиме уште некои други циркузи. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, колега Огнен. Петар Христовски Пепи. Поздрав до вас, повелете. Поздрав и до вас, до 24, до сите колеги и до сите слушатели. Јас сум потресен од случајот на Боријан, не можам да зборам за тоа. Снимците сте вистински и го поздравувам Николче Петровски. Имам сопруга од тој крај, од Ситево. Ја да не се случи тоа народот да влези, секојаш сум казал момент. Преодна влада веднаш оти ќе бидат не на граница, не ова, не Боријан, не и други работи ќе следат. За не следат, за не се случи народ, преодна влада, фино, нови избори, не кошта многу према овие работи што плаќа ВМРО за ФМН за некои работи. Тоа е решењето. И тоа ќе биде мирно. Кој победи, победи. Добро. Толку од мене, Огнен. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден. Ве слушам. Фала му на Господа, више се едни исти беа препратени ли се бе Огне тие кај тебе? Веројатно, не знам. Ајде, поздрав до Кети. И сега друго сакам да кажам за ова, значи стварно нема смисла се ова што се случува. Што е ова удар по медиумите, по новинарите, по све. Ставаат нешто страшно, венец,
а пред 2 години точно на Никола Младенов му ставива. Тоа е срамота. И јас имам една порака до сите новинари, пошто се многу сплотени, се не го почитувам уопште Латас и секдека дава коментари со иронија од своја рака, а на Никола Младенов да се изборат, да му направат еден споменик, а исто и на Ристо Шишков. Тоа е моја порака и молам, ако може да слуша некој да го направи ова. А ова што го прават е, значи, испод секоја чест, ништо немаат во себе, за да направат нешто вакво, да пуштат звенец, за тоа е срамота, ама тоа се враќа. Знаете, има изрека, што ми мислиш, тоа Господ ти враќа. И, значи, стварно, не можам да сватам дека може да постојат такви луѓе. Има изрека, прави добро, радуј се, прави зло, надај се. Благодарам и пријатно. И благодарам и јас за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Имате, добар ден. Ве слушам, повелете. Здраво, види, вак, сега имаме последен поздрав и бомба. Ова последен поздрав сметам дека од паниката на власта чувме дека, слушај, што правеле овие, кршале штабови и чуда. Признание од министерката. Што значи? Овие са психопати имаат во структурата, кои што психопати не знаат што прават. Не знаат што прават, но немаме ни институции што ќе не спасат од психопатите. Ова е една страотна работа, да не зборувам за, нели, кога е атакот врз новинарот, нели, со венецот, што значи тоа? Тоа мене ме подсетува на времето на Хитлер. Знаете како се случуваше тогаш. Да не овоја психопати на власта спремат ноќ на долгите ножеви. Само да знаат ножевите на нив ќе им се вратат. Добро. Не може ова во Македонија, тоа само да им го порачам и толку. Благодарам, пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој следен? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да кажам за овој последниот поздрав, има за темава, има една стара пословица, дека нему копај гроб на другому, зашто ќе влезеш ти во него. Тоа е стара една пословица. Така да се што прават, што правиш, ако правиш лошо, Господ ти враќа. Со лошо. Само сакам да кажам дека Бранко се јави, вистина се јави, пријатно, дечки, да се ми здрави жив. Пријатно и до вас, и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Прв пат се јавувам во било која програма. Мило ми е. И да ви кажам дека ова што сега се случува, за мене е веќе видено од пред 10 години. Се јавува еден ваш постар колега од локален центар за информација и печат, не е битно од каде. Добро. Како прво, во времето на ВМРО ни донесува директор, човек кој одлежа 5 години затвор за силување на ученичка. За организатор во редакцијата ни го донесува Владо Денчов од МРТВ, човек кој држеше светло. Нашите вести и дневни информации секојдневно одеа на преглед во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Слично на оваа состојба со Венецов, нас не тера од редакцијата, новинарите, да одиме пред куќите на парламентарците од СДСМ и да држиме запалени свеќи. Да пишуваме небулози во смисла дека Тито Петковски имал вомбречен син. Знаете, тоа е страшна вест. Толку само. Поздрав. Ви благодарам за јавувањето. Тоа беше и последното јавување во текот на денешното издание. Последно, но веројатно и многу значајно, особено поради темата која што денеска ја разговаравме. Колешките Галена Николовска и Ивана Рамаданова се тие кои известуваат по однос на двете теми кои ги споивме ние во денешното издание на Очи во очи. Галена Николовска за 24-та бомба на опозицијата, а Ивана Рамаданова за новинарскиот пленум, протестот пред владата по повод последниот поздравен погребен венец со подпис на извесен Тодор Александров, упатен на домашна адреса кај Борјан Јовановски. Од мене пријатно.